Добар ден, ја следите на новата Телма амбуланта. Дали физикалната терапија навистина помага при дискус хернија? Кога треба да се започне со третмани и може ли со неа целосно да се избегне операција? Што значи тегнење на рбетот во физикалната терапија? И дали е тоа безопасно? Кои терапии се ефикасни, а кои може да наштетат? За најчестите дилеми поврзани со физикалната терапија разговараме со магистер Никодин Велјановски, физиотерапевт. Разговорот ќе го проследите по блокот реклами, а ќе имате можност и да поставите прашање во програма. Се гледаме набрзо. Во денешната Телма амбуланта зборуваме за физикалната терапија кај дискус хернијата, што помага, а што не. Ќе го прашаме магистер Никодин Велјановски, физиотерапевт, дипломиран физиотерапевт во студио за мануелни третмани Физиомил. Добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден и ви благодарам пред се на поканата. Повеќето од нас слушнале за излизган диск на рбетот, но што точно представува дискус хернијата? За жал мора да се спомене дека станува збор за една состојба која што се повеќе актуелна во денешно време, согласно на начинот на кој што живееме и на начинот на кој што функционираме. Тука станува збор за една состојба каде што тој меѓупршленски диск, односно тој така наречен амортизер кој што се наоѓа меѓу пршлените, од при оштетувањето на прстенот, односно неговата заштитна обивка, тој анулус фиброзус, да излезе, односно да излезе надвор од таа заштита и на тој начин предизвикува компресија, односно притисок, дали на нервните корени или пак конкретно кон рбетниот мозок. На тој начин веќе се пројавуваат симптоми. Најчесто започнува болката доколку станува збор за лумбалниот дел околу половината, но доколку не се благовремено реагира и третира, почнува да се шири подложината на ногата, тоа така наречено како ишиас, ишиалгија и слично. Има ли разлика помеѓу дискус хернијата што се јавува во вратниот дел и во лумбалниот дел, односно кај крстот, во долниот дел на грбот? Така, значи тука веќе ако гледаме како дискус хернија како состојба во глобала, механизмот на настанување горе-доле е ист. Но во што се разликува? Нормално се разликува во симптомите кои што се појавуваат, нели? Кога станува збор веќе за цервикална состојба, нели, цервикални проблеми, колку што ние велиме колку што е повисоко на рбетниот столб, толку се повисоко и симптомите. Во тој случај започнуваат, нели, болки во вратот, се појавуваат ограничени движења, главоболки, парестезија, односно трнање по рацете, болки во рацете и слично. Што веќе во случај кога станува збор за таа лумбална болка, односно болка во половината, симптомите се спуштаат по должина на долните екстремитети. Кога е време да се вклучи физикалната терапија при дискус хернија? Па, објективно гледано на состојбата, пред се знаеме дека точно поставената диагноза ни е половина завршена и работа. Нашата задача е да ги насочиме пациентите кон точна диагностика. Кога веќе имаме точна диагноза, ние како физиотерапевти имаме задача, нели, да направиме соодветни тестирања и испитувања за да се докаже, нели, конкретно за што станува збор и кои се симптомите кај пациентот. Може да се започне во акутна фаза, односно во таа почетна фаза, но доколку, нели, немаме невролошки испади, сериозни проблеми, односно сериозни симптоми кои што се појавуваат. На тој начин почнуваме со блага физикална терапија, односно со пооптимални третмани, да не бидат агресивни, кои што би иритирале болката да се зголеми во таа состојба. Споминавте дека е многу важна точна диагноза. Дали тоа значи дека дел од пациентите доаѓаат и без диагноза? Едноставно ќе почувствуваат болка и веднаш се обраќаат кај физиотерапевт? Апсолутно. Тоа можеби не е баш така добра пракса кај пациентите, затоа што, нели, почнуваме од себе кога ќе не боли нешто, бараме решение. Сакаат да го избегнат тој момент на диагностика. Но ако гледаме реално на работите, пред се е многу значаен, особено, нели, во овој случај, затоа што симптомите може премногу да се влошат, па се случува и пациенти, нели, да завршат со оштетување во екстремитетите, со неможност за движење понатака, па дури и до инвалидска количка. Значи да се направи соодветна диагностика за да се насочи соодветен правилен физикален третман. Значи тоа се чекорите. Најнапред диагностика, а потоа физикална терапија. Сега важна ли е раната интервенција и во физикалната терапија, како што е важна во останатите сегменти од медицината? Се случува ли пациентите да дојдат понекогаш и предоцна? Се случува апсолутно. Значи ние знаеме многу често да се ги игнорираме симптомите кои што ни се појавуваат во телото. Нели, имаме блага болка, ќе пројде, земаат аналгетици на своја рака, пробуваат со најразлични техники самостојно да се третираат, но тоа не е правилно, затоа што веќе имаме, нели, проблем кој што може да прогредира во посериозна состојба. Така. Сега
Постојат различни пристапи во физикалната терапија кога станува збор за дискус хернијата. Кои третмани се најчесто користени? Така, значи пред се зависи пациентот во која фаза се јавил, односно добил насоки од страна на ортопед или физијатар за да се спроведе физиотерапија. Кога станува збор за акутната фаза, се применуваат по пријатни, да речеме, методи, односно по неагресивни методи. Тука веќе во акутна фаза може да се спомене на почеток и криотерапијата, односно ладење на местото каде што се појавува болката, нели на тој начин го намалуваме го крвотокот во таа регија за да се намали едемот кој што се појавува, кој што ги предизвикува симптомите и на тој начин да ги намалиме болките. Се применува електротерапија во пониски дози за почеток во акутна фаза, кој што може да се зголемува нели тековно како што одминува времето при третманите, различни модалитети од електротерапија како што е тенс терапијата, интерферентни струи, функционалната магнетна стимулација во по-ново време сега се користи доста често, која што е доста ефикасна исто така, и мануелни третмани може да се споменат тука. Што значи мануелен третман? Значи мануелен третман не секогаш се подразбира дека станува збор за масаж. Тука малце имаме нели судир на размислувања, но масажот, односно директното третирање со масирање на проблемот може да предизвика поголеми тегови кај пациентот. Може да се работат мануелни третмани за ослободување на фасцијата, односно виката да се намали спазмот на мускулатурата, за на тој начин да се ослободи движењето во тој дел на рбетот. Се применуваат различни техники од мануелни третмани, може да се употреби ергон техниката со примена на соодветни алатки кои што се изработени од медицински челик, па се работи по фасцијата исто така површно, се зголемува циркулацијата да се обезболи пациентот. Но не секогаш нели се применуваат сите тие техники. Исто така можеме да го споменеме и кинезиотейпингот како третман тука кај пациентите, односно аплицирањето на тие се еден вид на растегливи ленти кои што се аплицираат на различна регија зависно од симптомите кои што ги имаат пациентите. И се лепи тој дел? Се лепат, да, на тој начин што интересно е што сите пациенти мислат дека во таа лента има некаков аналгетик или очекуваат дејство на загревање или на ладење, но нема ништо. Тие се изработени од 100% памук и само лепак што има во нив, се доста растегливи. Целта е во соодветното лепење, односно кога ќе се растегне лентата, на која регија кон кој правец. Имаат ефект на подигнување на кожата на тој дел каде што е аплицирана, на тој начин се ослободува крвотокот, се ослободува лимфотокот, влијаат врз крајните нервни завршетоци, односно не блокираат болката, а од друг аспект гледано прават и стабилизација на мускулатурата, која што состојбата конкретно века дискус хернијата е многу значајна. А што мислите за оној модерен пристап во физиотерапијата, користење на декомпресија на рбетот? Тоа меѓу луѓето е познато како тегнење на рбетот, а всушност се работи за контролирано растегнување на рбетниот столб. Дали е тоа безбедно? Вака, екстензијата, односно декомпресијата како техника има покажано доста позитивни резултати кај пациентите, кај дел од пациентите каде што е применувана. Сепак станува збор за техника која што мора да ја изработи стручно лице во многу безбедни услови. Зошто? Постои секогаш ризик од неточност на направена диагностика. Има доста контраиндикации за таа техника кога се применува. Значи не сме кај секого? Не може кај секого точно, затоа што имаме ризик, конкретно кај пациенти кои што имаат остеопороза. Кај пациенти каде што имаме туморозни промени во ткивото. Значи секогаш постои одредена граница до каде можеме да ја користиме таа техника. Најчесто се ја применуваат физијатрите, или како стручно медицинско лица, се работи, технологијата е многу напред отидена. Апаратите се доста, да речеме, интелигентни машини, каде што се поставува нели до кој степен ќе се врши стегнувањето, да не се направи ризик нели понатаму на пациентот. Значи се растегнува рбетот, пациентите се поставуваат на еден стол каде што се фиксираат со кајши, тоа сето оди компјутерски контролирано, значи не може да се ако е соодветно едуцирано лицето, ризикот е минимален. А доста покажува позитивни резултати. Сето ова спаѓа во пасивниот дел на третманите во физикалната терапија. Што е со вежбањето? Тоа е активниот дел, претпоставувам. Так. Дали е неопходно секој пациент да прави вежби? Па во глобала да. Има едно правило, најдобро да се прават вежби пред да станеме пациенти. Така секако. Во ситуацијата кога веќе за да не дојде до проблем. Секако. Во ситуацијата кога веќе се појавуваат симптомите, односно кога имаме било каква болка, многу е значајно таа мускулатура, односно јадрото, да биде зацврстено.
за да го олесни движењето на пациентот. Сега не секогаш во акутна фаза може да се спроведуваат сите видови на вежби. Се прават индивидуални третмани, се прави индивидуална проценка и се дава насоки на пациентите што би можеле да работат. Најдобро е пред се во присуство на физиотерапевт. Затоа што доста често се случува нели да се дрзнат и сами, па веќе да одиме во друг правец на состојбата. Така, споменавте индивидуализиран, адаптиран пристап на физикалната терапија, но често пати на интернет можеме да наидеме на видеоклипови со содржини кои што укажуваат на тоа дека одреден тип на вежби може да помогне кај дискус хернија. Значи вежби за дискус хернија има на интернет. Так. Може тие да наштетат некогаш доколку не си бидејќи се неиндивидуализирани? Како што споменав, на почетокот живееме во многу модерно време. Технологијата е многу напред отидена и имаме пристап веќе до се. Особено пациентите најчесто доаѓаат спремни. Тие третмани не се индивидуализирани. Тие вежби се наменети за сите. Тој терапевт кој што или фитнес тренер или како и да е, кој што го спремил тој материјал, не дека вежбите не се безбедни, не дека нема да бидат корисни, но можеби и не се наменети за пациенти кои што веќе имаат проблем. Треба да се внимателни, затоа што, како што споменав, многу лесно и многу брзо може да дојде до промена на состојбата. Да се влошат симптомите од неправилно изведени вежби. Значи болката уште поинтензивна да биде? Апсолутно. И сега, како се прави проценка? Кои третмани и кои вежби би биле најсоодветни за пациентот? Дали е важна возраста, важна ли е професијата, сериозноста на состојбата? Дали исти вежби давате за млади возрастни лица? Така. Секој пациент пред се добива индивидуална проценка кога ќе посети физиотерапевт, се прават соодветни тестови, нели? Мобилноста во рбетот колкава е, мобилноста во долните екстремитети, односно движењето колкава е, дали има било какви ограничувања, колкав е степенот на болка и според тоа веќе се прави соодветен индивидуален план за третман на таа состојба. Секако дека не се возраста игра доста голема улога тука. Не можеме ние да дадеме еве конкретно вежби кај лица кои што се околу 30-та па 40-та година и истите тие вежби се дадат на повозрастната категорија на пациенти, односно од 60 години нагоре. Зошто? Пред се мускулатурата не е толку мобилна, состојбата на орбетот не е иста, може да има било какви нели дегенеративни промени или слично. Затоа е тој момент да се направи индивидуален третман во степенот на оптоварување на пациентот. Седечката работа е главен фактор. Мора да признаеме, исто така, например, третманот нема да биде ист кај спортисти и кај лица кои што имаат работа со седење цел ден. Состојбата на мускулатурата не е иста дефинитивно. Треба ли да се внимава при физикалната терапија да се избегне оптоварувањето на рбетот? Праксата покажува дека сепак на пациентите им се дава насоки да пробаат да функционираат нормално, нели согласно состојбата во која што се во моментот, колку им дава нели и ограничување болката што ја има, но треба да се внимателни, нели, затоа што се случува многу често после втор, трет третман пациентот да се почувствува нели подобро и почнува да ги врши истите активности кои што ги вршил пред да се случи состојбата. Тоа не е баш така. На таа состојба треба време да се регенерира, да се смират симптомите, да се заакне мускулатурата, па да почнат да функционираат по-нормално. Но тоа не значи дека треба повторно да го оптоварат рбетот до степен да имаме слична состојба. Пациентите знаат да прават муабет меѓу себе, да си препорачуваат одредени третмани, да кажат, тоа мене ми помогна, ми го реши проблемот, повеќе немам болка. Дали од се тоа што ни го кажавте, значи дека не кај сите пациенти одреден третман би имал ист ефект? Апсолутно. И најчесто и не може ни да има. Истиот ефектот кој што го постигнуваме со терапијата, кај некој пациент може да се пројави после 3 до 4 терапии. Има пациенти каде што тоа трае, можеби и после 2 недели се појават резултати. Се е зависно од состојбата во која што се наоѓа пациентот. Поради тој го споменавме моментот со индивидуализираниот третман. Апсолутно. Затоа што нема двајца исти пациенти. Болката е можеби иста или слична, но третманот не секогаш е ист. Сега многу често знаат нели пациентите да се чувствуваат непријатно. Болката е еден знак што дава нели чувство на ограничување, не може да се движат и слично, но јас велам дека болката е доста голем пријател на човекот
иако е непријатно чувство, но е пријател, односно знак кој што ни дава насоки дека треба да побараме помош, односно решение, дека има некаков проблем. А дали физикалната терапија ослободува од болката? Може да се очекува нешто такво после еден третман да исчезне? Или пак може понекогаш сепак и да ја влоши? Може и да се влоши состојбата. Се зависно од тоа прагот на толеранција кај пациентите. Не секогаш организмот ја прифаќа исто терапијата која што ја принесуваме на пациентот. Може третманите да бидат болни? Па најчесто не треба да бидат болни третманите, значи доколку третманот е болен, веќе тука нешто не е во ред. Дали ќе треба да се промени видот на терапија кој што го применуваме или пак да го посоветуваме пациентот да се повторно консултира со лекар или можеби со неврохирург, веќе тука се зависи од состојбата во која што е. А за колку време може да се очекува подобрување? И што им одговарате на пациентите кога ќе ве прашат за колку време ќе ми помине? Одговорот е дека нема јасно правило тука, дека не може да се каже точна бројка на денови. И пред се тоа е факт дека е така, но треба да бидат трпеливи. Што значи колку трпеливи? Се случува, тука е моментот каде е разликата кај пациентите. Се случува кај пациент да пројават симптомите, да се ублажат симптомите после 4 до 5 дена. Може да се случи после втората, па и третата недела некогаш. Значи, се прават терапии преку еден ден, 3 пати неделно или зависно од состојбата во која што е, но имало изненадувачки ефекти кај пациенти после третиот, четвртиот, петиот ден. Но некај други каде што се случило да се појават резултати, односно смирување на симптомите после и 10 дена. Но најоптимално време после втората недела да се види точно како е состојбата. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент. Почитувани емисијата е контактна. Сите прашања кои што се поврзани со физикалната терапија и дискус хернијата можете да ги поставите во денешното издание на Телма амбуланта. Доколку после 2 недели нема подобрување кај пациентот, каков пристап преземате? Се прави повторно тестирање на состојбата. Се проверува обемот на движење во рпете, како што споменавме, состојбата на долните екстремитети. Дали случајно можеби има и влошување на симптомите. Доколку немало да се правило трнење по екстремитетите или непријатно чувство по должина на ногата, односно по должина на нервот како што се движи, се дава насока да се направи контролен преглед. Сепак консултацијата со ортопед, физијатар или неврохирург е од големо значење во тој момент, во таа ситуација. Најдобра диагностика е направена магнетна резонанса и веќе со тоа може да се види точно која е состојбата во тој дел на работата. Доколку одредена терапија, да речеме лазер или пак магнет, термотерапија, електротерапија не дава резултат, ќе смените, ќе примените нешто друго? Да, се пробува се што е можно, а да е безбедно за пациентот. Затоа што имаме ситуации каде што има пациенти кои што имаат дискус хернија, но да речеме имаат имплантирани девајси во организмот кои што се тотална контраиндикација за примена на електротерапија. Тука веќе одиме со алтернативни методи, со мануелни третмани, кинезиотепингот, ергон-техниката или слични техники кои што ќе ублажат состојбата, а нема да предизвикаат дополнителен ризик кај пациентот. Кај кои пациенти не е препорачливо да се прави ваков третман при дискус хернија? Кај пациентите каде што веќе имаме влошување на симптомите што при појавата на самата состојба и веднаш влошување на симптомите каде што имаме невролошки дефицити, веќе насоката е да се консултираат со неврохирург. А одредена состојба на дискусот кај оваа болест има одредена состојба која што вели не физикалната терапија може би да е контрапродуктивна? Па најчесто кога се силни болки во акутна фаза. Значи во почетната фаза. А што е со пациентите да речеме кои што имаат карциноми? Дали тие доколку се соочат со проблем, со болка, предизвикана од дискус хернија, може да прават физикална терапија? Тоа е тој момент што го споменав, значи не сите категории на пациенти може да ги добијат сите модалитети на физиотерапија кои што може да ги применуваме. Веќе во таа ситуација кај пациенти кои што се онколошки пациенти се избираат алтернативните методи што ги споменав, за да не предизвика другите модалитети дополнителни несакани ефекти. Значи има кај нив што да се направи, не е дека ќе останат без никаков третман. Кој што нема да направи ризик на првобитната состојба која што си ја имаат. А што е со трудниците? Исто и кај нив. Да се избегнува моментот да речеме кај трудници со екстензија, особено после третиот месец на бременоста, да се избегнува електротерапија, што е нормално, но кинезиотепингот се покажал доста како ефикасна метода која што се применува и безбедна за трудници. Дури имало ситуации кај пациентки во бременост со лумбална болка, а да се поставува кинезиотепинги преку
стомак преку абдоменот за да направи задршка, нели, на мускулатурата, а истовремено да ја ослободиме болката во рбетот. Дали може со физиотерапија да се избегне операција на рбет поради дискус хернија? Така, во поголем дел од случаите да, доколку навремено се побара помош и како што споменав, доколку немаме веќе невролошки испади во екстремитетите. Најчесто навремено побараната физиотерапија, односно помош кај пациентите, вродува со плод. Да се смират симптомите, да се избегне тој момент на индикација за оперативен третман. И кои се најчестите грешки што ги прават пациентите за време на третманите или пак во домот? Па моментот кога ќе се почувствуваат минимално подобро, сметат дека можат се да направат и повторно започнуваат со физички активности кои што може да предизвикаат влошување на состојбата, а најчесто треба да речеме ајде да мируваат, не да мируваат и да не прават ништо, да си ги вршат секојдневните активности животни слободно, но да не се оптоварува рбетот. А помагат ли алтернативните пристапи во спречувањето на болката, да речеме акупунктурата? Да, апсолутно. Тоа се техники кои што, особено акупунктурата е техника која што постои многу години назад и доста ефикасна како метода која што се применува. Пред се мора да е спроведена од стручно едуцирано лице, но резултати има. Особено во третманот девека и лумбалната болка не го третира дискусот, нели, односно хернијата која што е правена кај пациентот, но смирувањето на симптомите и болката понатака за да се насочат кон друг вид на третман, да. А што е со пилатесот? Дали пилатесот или одредени вежби кои што може да се прават надвор од физикалната терапија би дали резултат? Секако дека би дали резултати. Тоа се веќе активности, тоа е веќе таа активна фаза во рехабилитацијата кај пациентите, односно кога веќе се вклучуваат и сами во поактивно во третман на состојбата. Дали ќе бидат вежби пилатес или ќе посетуваат јога пациентите или фитнес? Што од се тоа е најдобро според вас? Се е тука индивидуално. Повторно индивидуално? Да, затоа што се тоа различно од пациентот пред се што би можел да направи. Јога е една техника, пилатесот е друга техника, каде што фитнес вежбите се трета техника. Оптоварувањето не е исто, но сите тие активности помагаат во подобрување на мобилноста на зглобовите. Но има ли нешто пак што препорачувате да се избегне кога станува збор за спортски активности и за вежбање? Кои вежби може да создадат проблем кај пациенти со дискус хернија? Па најчесто вежбите со оптоварување. Се случува, нели, за жал има и многу млади пациенти кои веќе имаат проблеми со дискус хернија, кои што посетуваат фитнес центри каде што работат вежби со голема тежина. Тие вежби веќе се исклучуваат додека не се реши проблемот, затоа што тие вежби на така наречени чучњеви кои што ги прават со дополнителна тежина во рацете, веќе може да направат дополнително оптоварување во лумбалниот дел на рбетот. А стомачните, да речеме, вежби исто така и стомачните вежби, апсолутно. Скокови, трчање. Тие се тие баш каде што правиме директно оптоварување на лумбалниот дел на рбетот. Така, значи има цела листа на физички активности, односно на спортови кои што треба да се избегнуваат кај пациентите кои што имаат ваков проблем. Да. Што значи тоа, доживотно да бидат? Не, апсолутно, значи доколку веќе имаме насоки до регулирање на состојбата, односно до стабилизирање на состојбата, зајакнување на јадрото, како што споменав, тоа е многу важен момент во процесот на рехабилитација кај тие пациенти. Делот на мускулатурата околу конкретно лумбалниот дел каде што е абдоменот, паравертебралната мускулатура, односно мускулатурата на грбот и кон карлицата е многу важно да се зајакнат. Тука правиме едно цврсто јадро кој што дава една правилна постура на држање на телото и веќе го избегнуваме ризикот од влошување на симптомите. Може ли да ни дадете примери за некои вежби што може да се прават во домашни услови, значи кои што се безбедни и не носат ризици, а за да го зајакниме горниот дел од телото и да избегнеме проблем со дискус хернија? Така, било кои вежби кои што се спроведуваат даваат еден вид на истегнување на рбетот со големо значење. Вежбите кои што се работат конкретно зборуваме веќе во здрава фаза. Пациентот нема проблеми, односно лицето нема проблеми, веќе не е пациент или нема предиспозиција за дискус хернија, за да се обезбеди состојбата, се прави може грбни вежби, стомачни вежби. Сите тие вежби, но правилно изведени, па и пред се ја би посоветувала да бидат со насока од фитнес тренер, физиотерапевт, за да се внимаваме барем недела дена заедно да вежбат, а отпосле да се проложи дома
за да знаат дека го спроведуваат правилно и безбедно, за да не предизвикаат дополнителни ризик за дополнителни проблеми. Оние кои што имаат дискус хернија и вежбаат во домашни услови, колку време во текот на денот треба тоа да го прават? Колку е доволно? Знаеме дека индивидуализиран пристапот, но сепак, кој е минимумот на физичка активност што се препорачува кај пациенти со дискус хернија? Ние најчесто даваме насоки, некои си 2 до 3, 4 вежби кои што се поедноставни, кои се безбедни за пациентите, барем минимално еднаш до 2 пати во денот по 15 на минута ги спроведуваат. И тоа доаѓа добро за пациентите ако се искомбинира или со самиот физиотерапевтски третман кој што го добиваат, може на некој начин да го убрза процесот на рехабилитација. Интересен момент е сега, како што споменав, еве конкретно и функционалната магнетна стимулација. Тука веќе станува збор за апаратура која што прави пасивен тренинг на мускулатурата. Ај објасните ни како тоа изгледа. Да, тоа станува збор за апарат кој што функционира на магнетно, насочено магнетно поле и со самата стимулација прави мускулна контракција. Третманите се многу пријатни, а истовремено пациентот лежи, одмара, а еднакво на спроведени половина час активни вежби. Дали ќе се работи абдоминална мускулатура или лумбално или пак зајакнување на мускулите на долните екстремитети, се веќе тука според проценката која што е направена, а има одлични резултати. Еве конкретно може да споменеме кога се работи абдомен, третманот трае 30 минути, а е еднакво на 20.000 стомашни вежби кога се направени. Па тоа е навистина. Тука станува збор за многу голем број на контракции кои што се добиваат, а резултатите се гледаат доста брзо. Воспаление на мускулите може да предизвика? Интересен е моментот каде што дури го нема. Минимално и дури кај пациенти не се појава воопшто. И кај која група на пациенти се препорачува оваа магнетна стимулација? Па кај пациенти каде што имаме еве конкретно дискус хернија веќе во хроничната фаза може да се применува, а кај здрави лица каде што според проценката дека немаме контраиндикации или за да се примени, нема проблем, нема никаков. Тука нема ограничување. Нема ограничување. А на што треба да се внимава? Што пациентите треба да прават за ефектите од физикалната терапија да бидат што подолготрајни? Така, како што споменав, пред се мора да се многу трпеливи и да ги почитуваат насоките кои што се дадени од страна на физиотерапевтот. Зошто? Затоа што нели живееме во време каде што 90% од популацијата работи или физичка работа или работа со седење подолго време во текот на денот. Тука главна улога е телесната тежина. Регулацијата на телесна тежина е доста голем фактор. Тоа е дел од третманот всушност. Апсолутно, затоа што доста често и да нема други индикации за појава на дискус хернија, наглата промена на телесна тежина може да доведе до проблеми во орбитот. Почнува со лумбална болка која што веќе понатака Значи, при накачување на телесната тежина? Да. И веќе регулацијата на телесна тежина е дел од третманот, односно насоките кои што ги добиваат пациентите. Така. Имаме гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до гостинот и до вас. Сакам да поставам едно прашање. Така. Имам дискус хернија, имам болка долж левата нога, имам направено и магнетни компјутер. Како може докторот да ми помогне да појдам кај него, пошто да слушам од преска? Така. Имам стварно болка на долж ногата лева. Да немате некој подпрашање, само не. Така, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Денешниот гостин е дипломиран физиотерапевт и тој ќе ви даде одговор од аспект на физиотерапија. Повелете. Пред се за поздравување моментот дека веќе се направени сите тие диагностички методи. Ете спомена господја дека има направено компјутерска томографија, магнетна резонанса. Верувам дека е посетен и физијатар или ортопед. Така да би ја посоветувал слободно, нека не побара, нека не посети, ќе ги видиме, ќе процениме според состојбата во која што и според тоа ќе дадеме насоки за понатака што би можело да се примени. Значи повторно тука индивидуализираниот пристап е клучен, но и насоките од стручниот тим, од лекарите? Така. Тие може да речат не за физиотерапија? Затоа што се зависи од состојбата во која што се наоѓа пациентот. Доколку немаат зелено светло за спроведување на физиотерапија, се дава одреден период, па се прави повторно преглед или консултација, па доколку тоа се дозволи, започнуваат со физиотерапија. Дали дискус хернијата се враќа доколку не се внимава? За жал да.
Да, затоа што, како што споменав, доколку немаме ние цврсто јадро, нема здрава мускулатура, нема што да го задржи арбетниот стол во правилна позиција, сите тие неправилни движења, неправилно подигање на товар, минимални грешки може да направат да се повторно појават симптомите. Ајде да наведете некои работи кои што може да влошат ситуацијата. Споменавте невнимателно кривање товар. Да. Како се крива товарот? Како да го крива товарот лицето што има дискус хернија? Па и не мора да е лице со дискус хернија. Така, воопшто тоа важи за сите нас. Така, тоа е едно правило каде што кога се креваат прекомерни тежини од полот конкретно, не треба да е со нагло свиткување на арбетот. Не треба да се наветнеме напред па вака да ги кренеме. Ете така, затоа што целото товарување оди врз, особено врз лумбалниот дел на арбетот. Треба да се клекне, се чучне. Се клекнува, се подига тежината. Да, но не може секој да чучне па потоа да стане. Ќе се најде алтернативна опција за да не се предизвика влошување на состојбата доколку ја имаат или пак да не се индицираат симптоми на дискус хернија. А дали се препорачува носење на товар во количките со тркалца, или кои што повторно се влечат на една рака? Да, но тоа веќе поголемо леснување. Најчесто повозрасните лица си користат колички за носење на товар за пазарење, си менуваат од едната рака во друга, но сепак е растоварено, тежината не е врз арбетниот стол. Значи советувате на таков начин да и да ги менуваат рацете со кои што го носат товарот. Апсолутно, затоа што веќе во таа фаза немаме директно опторување никакво. Ниту пак на екстремитетите, ниту тежината се пренесе по должина на арбетниот стол. А дали може начинот на кој што спиеме, лошото спиење, доколку не ни е добар душек од иперницата, повторно да ги влоши симптомите или пак да ги врати симптомите на дискус хернијата? Па може да ги појави симптомите. А може тогаш прв да се јават? Така е, доколку и ги нема, може да ги појави. Ја можам да си го кажам тоа од лично искуство. Несоодветен душек и неправилна позиција и како може да направат промени во арбетниот стол. Најоптимално е да не е премногу тврда подлогата на која што се спие, а да не е ни мека она што велиме, или кога ќе легнеш да пропаднеш на душекот. Апсолутно тие со средна цврстина се најдобри, се препорачува дури и душеци со пружина и со мемори пенал да се комбинирани. Зошто? За да се растерети целата тежина по цело тело, да не е на една точка. Кога е, да речеме, цврста подлогата, а лицето спие на страна. Добра. Се прави притисок точно на крлицата. Не може да се прилагоди телото. Нели, одредени точки, притисокот е целосно таму. Најоптимално е со таков душек, дури како метода која што покажува доста добри резултати е користење на мала перничка помеѓу нозете кога се спие на страна. На страна кога се спие перничка, значи помеѓу нозете. Помеѓу колената и буквално се задржува арбетот во една позиција да немаме искривување лумбално долу. Пред да преминеме на перницата, каква да биде, да го вклучиме гледачот со неговото прашање. Добар ден. Јас ќе го замолам гледачот да го намали тонот на телевизорот, за да можеме нормално да комуницираме. Добар ден уште една за него. Мислам дека имаме проблем. Добро, нека се обиде гледачот повторно да се јави, па ќе се вклучи во програм или еве уште една можност. Го ве слушаме. Добар ден. Ме слушате? Одлично ве слушаме, повелете. Сега да го кажам докторот. Јас патам од половини, болки од половини имам. Така? Имам и операција на срце, имам 2 бајпаса. Дали им после може да се лекува таа болка на половините или пак не може со некои вежби и така натаму? Така, дали може да правите некакви вежби, од областа на физиотерапијата, некакви третмани со проблемите кои што ги имате здравствени, а се поврзани со срцето? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што ве советувате? Така, ова е доста добро прашање и верувам дека ги мачи поголем дел од популацијата. Господинот спомена дека е опериран. Веќе тој момент околу срцевите проблеми верувам дека е решен и кардијално е стабилен. Така да, доколку нема импланти, како механички валвули, како пейсмейкери вградени во телото, веќе немаме контраиндикација да се спроведе физиотерапија. Доколку е регулиран соодветно крвниот притисок, може слободно да се обрати, да направи преглед пред се, да се направат сите испитувања и да се обрати за физиотерапевтски третман. Значи, доколку е стабилна состојбата? Да, апсолутно. А стентот доколку е ставен?
не е контраиндикација. Не е контраиндикација. Не затоа што веќе физикална материјалите терапија. кои што ги изработуваат не се контраиндицирани при примена на физиотерапија. Така, ова е убаво да се знае. Да. Продолжуваме понатаму со спиењето. Каква перница се препорачува кога станува збор за квалитетен сон, но и здравје на рбетот? Еве конкретно кога станува, како што го споменавме душегот, истото би го кажал за перниците. Треба да се анатомска перница најпрепорачлива, која што ќе задржи позицијата на вратот да не е премногу зафрлена главата наназад, да не е премногу нанапред главата поставена, или пак кога се спие на страна, затоа што сите тие позиции со тек на време даваат искривување во тој дел на рбетот. Интересно е што сите може да го пробаат тоа, што јас го препорачувам, еден поголем пешкир да се намота во цилиндер. Добре. И да пробаат да спијат само со тоа под главата. Односно, на вратот. На вратот да се постави. Како во Јапонија што користат. Верувајте дека е доста ефикасно, а болки нема никакви. Што не е исто со меката перница. Знаеме сите многу често. Големи перници, меки перници, поставуваме главата, ќе пропадне главата во перницата, позицијата е катастрофална. Верувам дека на вратот не му се допаѓа. Сигурно и му се допаѓа, Да. но не секој може да спие на грб. Може и на Текот на страна. ноќта. Има баш анатомски изработени пернички кои што имаат во еден дел цилиндер од перницата, кој што може да се менува, да се врти за позицијата, нема да има проблем никаков. Но чисто за да пробаате конкретно тој момент со цилиндер поставен под главата, не мора да е цела ноќ спиењето така, Добра. неколку часа за да ја увидат разликата за што станува збор. Вреди да се проба. А што со некои што спијат на стомак? Каков проблем тие може да имаат со рбетот и со дискус хернијата? Па во принцип, доколку подлогата е соодветна, не би требало да се појават проблеми. Тука веќе би споменал дека повеќе страда вратот отколку лумбалниот дел на рбетот. Затоа што кога спиеме на стомак, главата мора да е завртена или на едната или на другата страна, што баш и не е оптимално цела вечер да се остане во иста позиција. Каде почесто се јавува дискус хернијата, на вратот или пак во лумбалниот Па дел? лумбалниот дел е, можам да кажам, доста актуелен. Не мора да значи дека секогаш станува збор за хернија нели на дискот, односно дека истечен дискот од прстенот кој што го задржува, нели? Но и самата ишијалгија е доста актуелна дијагноза. Со оглед на тоа дека на некој начин не живееме безбеден начин на живот. Не сме сите спортски настроени, но физичката активност многу значи во оваа состојба. И не зборувам за физичка активност дека да, јас сум на работа и сум на нозе 8 часа и се движам, напротив, тоа не е активност. А тоа не е активност. Тоа не се смета за активност, но станува збор за спортување, пешачење, велосипед, трчање кој може, посетување на фитнес центри и слично. А оние што бројат чекори, колку чекори направиле, тоа е доволно за да се спречи некаков проблем Освен што се на нозе, рбетот? Значи тоа не е нешто што го препорачувате како физиотерапевт. тоа не се вежби, тоа е активен тоа не е си, вежба? да, но се вртиме во круг цело време. Позицијата ни е таа. Тоа значи дека многу малку од нас се реално физички активни, особено така. по возрастната Токму популација. така, јас секогаш почнувам од себе. Се случува и 12 до 15 илјади чекори дневно, но зашто станува збор? За една просторија 40 квадрати се вртим во круг цело време. Значи треба да се запутиме Апсолутно. срцето, да Тоа е тој фреквенцијата момент да кога се знаеме заврза. дека постигнуваме некаков ефект во физичката активност. А што со повозрастните лица кои што имаат дискус хернија, не се во можност да бидат толку физички активни, што советувате кај нив? Ете со физикална терапија можеби ќе ги остават проблемот под контрола, но тој ќе се врати со текот на времето. Оптимално пешачење, да не е бавно одење, баш со едно средно брзо темпо, но да е пешачење, тоа е веќе друга активност. Не е исто кога одиме полека и кога поприлично забрзано го правиме движењето. Тука веќе се активира и кардиоваскуларниот систем и добиваме други бенефити. Претпоставам дека тоа ќе го дадете и како совет за превенција, да Секако. бидеме физички активни. Физичката активност е лек број 1, односно и шанса да не дојде до појава на дискус хернија. И да имаме регулирана телесна тежина. Апсолутно. Телесната тежина, како што споменав, е еден од главните фактори, односно причинители за појава на истата. Оние кои што доаѓаат кај вас со проблеми со дискус хернија, дали обично имаат покачена телесна тежина или пак тоа не е правило? Не е правило. Тука веќе зависи состојбата на мускулатурата, колку е зајакната, начинот на кој што настанала дискус хернијата, не секогаш мора да е причина подигање на товарева, да речем. Мислам, имало пациенти каде што се случило да кивне и да се направи дискус хернија. Аха.
тоа е таа слабост во мускулатурата која што е еден од причинителите. Значи, клучно е добра и цврста мускулатура Апсолутно, за здравје. особено јадрото, тој дел абдомен, грбот, паравертебрална мускулатура, делот кон крлицата, да е убаво зацврстен, за да не дава шанса да настанат такви проблеми. Никоден, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за подробното појаснување поврзано со дискус хернијата од аспект на физиотерапија. Благодарам и вам и ви посакувам се најдобро. Благодарам уште за гостувањето, ким се заблагодарам и на гледачите што и денеска не следеа со внимание. Почитувани, ви посакувам пријатен ден.